бидејќи во оваа фаза на мојот живот барав нешто што ќе знам како да дефинирам моите емоции, што точно правам и како да управувам со нив. Тоа беше многу важно во овој период од мојот живот. И стварно, значи, ти добив најголем одговор што може да добија од оваа обука. И сум задоволна многу и веќе почнав да ги применувам мојот живот. Желба за живот уште подинамична, што ми беше потребно во еден период. Значи е разлика не само да знаеш, туку и да применуваш. Тоа ми беше значи најголемо. Плюс исто така што работиме значи како група, тоа ми е убаво пошто гледаме дека сите си имаме проблеми. Не сум само јас или тој или таа, туку сите си имаме нешто. И убаво е кога можеме да споделиме и да не разбират. И најлесно тоа да го поминеме значи преку дружба, преку зборување и да видиме дека сите сме исти. Начинот на односно процесот на деконструкција на емоциите, пред се препознавањето, па разбирањето и после онаа длабинска деконструкција на емоцијата, за да видиш од кај всушност тоа. И се допаѓа пристапот за тоа што освен што слушаш, има блок слушање, односно елаборација од страна на предавачот, ми се допаѓа за тоа што има прилика практични вежби за практично да се примени тоа што се слуша. За мене еден професор не е само професор што ќе седи и ќе цитира нешто. Тоа не е ништо за мене, пошто можам и сама да читам. Пред се, значи, ми даде впечаток дека и е професор, и знае да биде еден со нас, и да не разбира нас, и како најлесно ние да ги практикуваме тие што ќе ги учиме тука. Тоа не е стандард човек за моje мислење. Динамичен, енергичен, исто така во исто време, значи, тивок на начин како што начин на кој анализира, значи ти дава веднаш одговор ти што го бараш. Интересен и не секојдневен. Начинот на развивање на дискусија. Бев по-јасна, по-јака во мојот пристап со моите најблиски. Начинот на кој реагирав беше значи со контролирани емоции, што ми беше многу важно, бидејќи со најблиските најчесто знаеме да реагираме и по-арогантно или по-бурно. Тоа ми беше пречка до негде во мојот живот. И стварно видов дека сум горда дека се што сум научила со ова обука знам да го дефинирам веќе. Значи не ми е само учење, туку реализирање, значи прифаќање и почнување со тој начин на однесување од наша страна, особено од мене, значи со најблиските. Нормално дека приметив промени во најголем дел во освестувањето на емоции. Тоа што се случи кај мене. И во друг дел оноа што спомнав деконструкција на емоциите, ама пред се освестувањето. За ова обука, ако можам слободно, јас би почнала на секој човек да му кажам, бидејќи така ја чувствувам. И мислам дека најосновното нешто за секој човек е да се знае, да се прифати себе си, да знае кој е, да ги разбира своите емоции, бидејќи тие не течат, не вода во нашиот живот. Без емоции и нема да биде убав нашиот живот. Така да не да ги потиснеме, туку да не управува тие. Како ќе знаеме најдобро само преку обуки. Така да што е до мене, јас би кажала на секој човек да е во можност да дојде овде, да најде начин како да дојде до оваа обука. За вакви обуки вреди премногу да се инвестира, бидејќи е за цел живот. На секој што мисли дека треба да се развива и сака пред се да си признае себе си дека има одреден недостаток кај него на нешто, а тоа што го нуди симбиотика, би требало да го направи тој чекор и да присуствува на